Артан Груби отворено ги уценува компаниите. Ако вработат албанци, ќе добијат помош од државата. Етничкото вработување, вели тој, било многу важно, затоа што така налагал Охридскиот рамковен договор. Етничкиот клуч е многу важен, затоа што всушност така налага и Охридскиот рамковен договор и уставното начело за правична застапеност на сите заедници во земјава. Би било од полза и за странските компании да имат еден албанец вработен. Најавата од првиот вице-премиер дека владата наскоро ќе реализира мерката која беше предизборно ветување на ДУИ предизвика бурни реакции. Барањето на ДУИ е дел од владината програма, иако премиерот Заев се обидуваше тоа да го релативизира. Социјалните мрежи вријат. Дел од коментарите се дека Заев прави уште една остапка за да му удоволи на Ахмети, и тоа за само тој да остане на власт. Ова не е дискриминација, ова е тежок грабеж на пари директно од џебот на сите граѓани на Македонија, без разлика на нивната етничка припадност. Цела влада еднаш ако може да престане со глупости, а и со мешање во приватен бизнис и воопшто во бизнис. Си баравте, си најдовте власт по секоја цена. Ова е цената. Допрва следи цехот, ова е само почеток, се дел од коментарите. Поранешниот пратеник Илија Димовски по ваквите најави на власта и порача дека не треба субвенции за вработување, зашто со ваков хаос во образованието сите нови генерации ќе избегаат да работат градежништво низ Австрија и Италија. Потоа се јави и актуелниот пратеник Мирослав Богдановски од Дом, дел од мнозинството. Класична дискриминација со државни пари да се субвенционираат приватни фирми да не се вработуваат македонци е навистина неприфатливо и недозволиво, напиша тој на Facebook. Стопанствениците пак сметаат дека за бизнисот е најважно да се решат економските проблеми. Од бизнис заедницата алармираат пак дека владата овој пат мора да донесе ефикасни мерки за сериозно да се помогне на стопанството. Во спротивно, голем број на граѓани ќе останат на улица. Според последните податоци од Агенцијата за вработување, од јануари бројот на невработени пораснал на 40.350 лица.